на дневникот на Канал Плюс телевизија. Добро вечер. Започнуваме со најава на делот со држините кои ќе следат. Агенцијата за катастар на недвижности од денес започна со премери снимање на 70 километри од граничната линија Македонија-Бугарија. Се работи за ортофото снимање и премер, кој треба да заврши до 15 октомври. Штипскиот театар подготвува две представи: Водвил, љубовен маратон и представа инспирирана од дело на Максим Горки. Центарот за управување со кризи за утре прогласи жолта фаза на територијата на цела држава. Се очекуваат 39 степени во сенка. Прогнозите за петок се невреми за ладување во попладневните часови. Агенцијата за катастар на недвижности од денес започна со премер и снимање на 70 километри од граничната линија Македонија-Бугарија. Теренските активности ќе ги врши стручна екипа од агенцијата и представници од Бугарија. Премерот треба да заврши до 15 октомври. Од денес па се до 15 октомври Агенцијата за катастар на недвижности ќе врши премери и ортофото снимање на 70 километри од граничната линија Македонија-Бугарија. И за неа, заедно со бугарски представници издружени како Мешовита комисија за чување, одржување, обновување и обележување на македонско-бугарската граница, ќе треба да изготват гранична документација. Македонија е земја на која сите граници се регулирани, обележани и неспорни. Со Република Грција целосната документација е завршена во 1987 година, со Република Србија и Косово во 2012, додека со Република Бугарија и Албанија границата е обележана, но не постои за неа комплетна гранична документација. Имајќи го преди тоа состојба, владата на Република Македонија и владата на Република Бугарија во 2000 година склучиле спогодба за обележување и одржување на граничната линија меѓу Република Македонија и Република Бугарија. Целокупната гранична линија е во должина некад од 185 километри. Согласно таа спогодба поделена е во два сектори. Врз основа на таа спогодба формирана е и мешовита работна група со представници од бугарската страна и од Македонија. Во изминатиот период преземени се низа активности, така да започната е некаде во 2012 година целокупната процедура за премер на првите 45 километри и тие се завршени некаде во 2013 година. Од граничниот столб некаде 50 па до тука до 72 извршен е комплетен премер, направен ортофото, значи целокупна гранична документација е веќе обезбедена. Денеска сме тука на 72-иот столб и од денеска ги започнуваме активностите на премер на преостанатиот дел на границата кој што е од тука, од 72-иот столб па до тромеѓето со Република Србија или до 106-иот столб. Тоа е во должина од 70 километри. Заедно со ортофото снимањето на овој дел од границата ќе бидат потребни некаде, целокупната активност е планирана да заврши некаде до 15 октомври. Теренските работи ќе ги извршуваат геодетски стручни лица од Агенцијата за катастар на недвижности од Скопје и стручни лица од Бугарија со соодветна апаратура. Со екипите кои ќе фактички диктираат работата, во секој време ќе бидат присутни обезбедување од полицијата, наша и нивна, и на делови кај што треба да се чисти појасот од 6 метри, 3 метри од наша страна, 3 од нивна, ќе бидат присутни луѓе од македонски шуми кои ќе извршуваат таа работа. Иначе, самото мерење ќе се одвива со најсовремена апаратура, имаме GPS приемници и ја користиме нашата МакПос мрежа, тоа е мрежа на перманентни станици за цела територија на Република Македонија која функционира од 2008 година. Во 2017 година од Агенцијата за катастар на недвижности најавуваат премери и снимање како изготвување на комплетна гранична документација и на останатите 60 на километри од тромеѓето на Република Македонија, Бугарија и Грција до граничниот столб 50. Стоката угината од болеста јазлеста кожа, собственост на сточарите во општина Чешиново Облешево, се депонира во јама во близина на село Новоселани. Жителите на ова, но и на село Жиганци сметаат дека локацијата подитно треба да се дислоцира, заради тоа што постои опасност да се загадат бунарите од кои се напојуваат со вода овие две села. Доколку не запре одлагањето на угинатата стока, од утре најавуваат блокади на патот кон депонијата.
Страдаме со водоводот по која доаѓа каналот, дотекот на река на потрошните води, страдаме со водата за пиење. Сега пак ги донесат говедата изумрени, болни, пак истата проточни води што од породните дожови доаѓаат, истата вода доаѓа во бунарот за селската вода за пиење. Ги молиме оштетените селани кои имат убиени говеда, крави, телиња, било што, да не ги донесат во нашиот атар да понија да ги копат, пошто ние ќе страдаме нашите фамилии утре, ќе пиеме заразна и гадна вода. Молам се на сите релеванти кои сакат да помогнат на селата да не ни ги донесат тие говеда тука, дека ги копа секој во своја атар. Сега нема ли у Соколарци место или у Спанчо поридиште да ги копат? Нека си копат секој у својот атар. Сега да си копа у свој атар. Секој село нека си копа у свој атар. Ние од утре ќе ставаме блокада. Никакви трактори, никакви приколки. Кој дека му умре, нека преземе државата мерки. Полициска станица Кочани поднесе кривична пријава против 56 годишна жителка на село Чешиново, вработена во Македонски пошти подружница Кочани, поради сомнение за кривично дело, злоупотреба на службена положба и овластување. Паричните средства за инвалиднина на лице од село Жиганци, наместо да ги исплати на примачот, ги задржала за себе. На 30 мај годинава, пријавената, искористувајќи својата службена положба, ги пречекорила границите на своите овластувања на тој начин што паричните средства наменети за исплата на инвалиднина на едно лице од село Жиганци, наместо да ги исплати на примачот или лице ополномоштено од него, ги задржала за себе на тој начин што откако констатирала дека на трансакцијската сметка на оштетената се префрлени парични средства за исплата на инвалиднина, на претходно пополнет налог за исплата на готовина, своерачно го впишала износот од 7469 денари, пошто го подигнала наведениот износ и противправно го присвоила за себе. Голем дел од вработените во државата не заработуваат доволно за да ги покријат животните трошоци, а посебно погодени се вработените во текстилната и кожарската индустрија, велат од СДСМ. За да се промени ваквата состојба, СДСМ ветува зголемување на нето платата на 12.000 динари за сите вработени во наредната година. Ние ќе определиме минималната нето плата изнесува 12.000 денари во 2017 година и да важи за сите, вклучувајќи ја и текстилната и кожарската индустрија. За да нема отпуштање на вработени, ќе се создаде еден фонд за покривање, за обезбедување на стандардот на живот на работниците од текстилната и кожарската индустрија, кој што ќе обезбеди значаен дел, кој ќе покрие значаен дел од растот од ова зголемување на минималната плата. Контролата на исплатата на минималната плата покрај од инспекторатот на трудот ќе се врши од управата за јавни приходи со цел да нема злоупотреби при исплатите. Во следните години висината на минималната плата ќе се усогласува покрај со растот на платите и со трошоците за живот со цел да има зачувување на стандардот на живот на оние граѓани кои што работат со ниски плати. Од ВМРО ДПМН и Општински комитет Штип одговорија на пресад на Социјалдемократскиот сојуз. На денешната пресконференција ги видовме СДСМ во Штип како лицемерно говорат за економската состојба на вработените во текстилната индустрија и кожарската индустрија во Штип. Граѓаните во Штип убаво се сеќаваа што се случуваше во времето кога на власт беше СДСМ. Затворање на Македонка, затворање на МК Стибо, Изик, Црвена звезда, Политекс и фабриката Селена. Илјадници наши сограѓани останаа без работа, илјадници семејства во Штип останаа на работ на екзистенцијата. Токму во Штип најсилно се почувствува погубата и криминалната транзиција на СДСМ, од која во цела Македонија настрадаат 200.000 работници. СДСМ очигледно сакаа да заборават, но граѓаните убаво знаат дека во времето додека тие беа на власт не постоеше категоријата минимална нето плата. Во тоа време работниците во текстилната индустрија работеа најчесто непријавени за плати,
кои едва и достигнуваа 5000 денари. Вработените за кои денес СДСМ зборуваа беа третирани во нивно време како луѓе од трет ред, без право на достоинствена плата и оставени без елементарна екзистенција. Граѓаните добро знаат дека минималната нето плата беше воведена со доаѓањето на власт на ВМРО-ДПМН. Граѓаните знаат дека ветувањата на СДСМ за повисоки плати не се заверување, затоа што тие ветува и вработување на по еден човек во секое семејство, па сите видоа дека тоа испадна една шарена лага. Улицата 1 мај во Зрновци, што беше во најава за изградба, започна да се асфалтира. Истата се наоѓа во новата населба на оваа општина и е со должина од 200 метри. Со асфалтирањето значително ќе се подобри мобилноста на луѓето кои живеат во оваа општина. Започна асфалтирањето на улицата 1 мај во новата населба во општина Зрновци. Екипи на градежната фирма Имако од Гостивар денеска беа на терен и работеа на нејзино асфалтирање. Паралелно се крпат и дупките во село Мородвис, предизвикани при изградбата на фекалната канализација. Денес асфалтираме крак од улица 1 мај во должина од 200 метри, широчина од 3 метри. Овде финансиската конструкција е обезбедена преку општина Зрновци во висина од 1.200.000 денари. Исто така опфаќа и крпање на дупки во село Мородвис, односно санирање на оштетувањата кои што беа направени при изградба на фекалната канализација, меѓутоа исто така имаме крпање на дупки на неколку улици во село Зрновци. Сметам дека со изградбата на оваа улица ќе ја поттикнеме и олеснеме мобилноста на граѓаните кои што живеат на овој дел од селото. Значи ова се работи за новата населба која што се наоѓа на патот Зрновци Мородвис. И навистина, значи, ценам дека со ова конечно ќе им овозможиме на граѓаните непречено да стигнуваат до нивните домови. Инаку, општина Зрновци деновиве започна со реализација и на други проекти. Се работи на изградба на речното корито на река Видовишка, чија финансиска конструкција изнесува 3 милиони денари, средства обезбедени преку Министерството за животна средина и просторно планирање. Во тендерска постапка е проектот за изградба на полски пат во село Мородвис, како и партнер на уредување на археолошкиот локалитет во истото село. Еден од приоритетните проекти во оваа општина е изградбата на детската градинка, која што треба да биде готова до првото тримесечје од идната година. Езерото Мантово станува нова туристичка дестинација на истокот. Се зголемува интересот за локации, се градат нови викендички, а се уредуваат и пристапни патеки до езерските брегови. Општина Конче има стратегија како ќе се развива овој комплекс во иднина, а општина Штип со изградбата на патот во должина од 7 километри обезбеди скратена и безбедна делница до овој езерски бисер во регионот. Езерото Мантово се повеќе станува интересно место за туристите и љубителите на природните убавини. Се градат нови викендички, а во последните 5 години голем број на граѓани не само од Конче, туку и од Радовиш и Штип пројавиле интерес за добивање локации на кои ќе почнат да градат сопствени објекти. Општина Конче со стратегија како да се развива овој бисер на тромеѓето меѓу Радовиш, Штип и Конче. Општина Конче во изминатиот период има изработен урбанистички план за езерска населба Мантово. Во минатата година беше изработен и проект за обезбедување на вода за пиење за езерска населба Мантово. Исто така оваа година се работи на проект за изработка на проект за фекална канализација на Мантово со цел за да ја заштитиме оваа прекрасна убавина. И во моментот работиме на проект, односно имаме аплицирано проект преку гранична соработка со Република Бугарија, со тоа просторот помеѓу влашките колиби ќе го уредиме со партнерно уредување и изградба на повеќе летниковци и уште 3 влашки колиби кои што ќе дадат посебен шмек на езерото Мантово. Езерото и неговата околина пленат со неговата убавина, но има и вакви гледки. Тоа е едната страна на медалот во однос на туристичките потенцијали на Мантово. Меѓутоа има и една друга страна, она градата. Ваквите слики во иднина нема да се повторат, вели градоначалникот на Конче. Имаше одредени фарма, одредени
земјоделци, односно сточари кои што има купено, односно земено под концесија одредени пасишта, но сега тоа во блиска иднина ќе биде отстрането. Езерото станува поблиску до Штипјани и останатите граѓани во овој дел на Републиката, благодарение на изградбата на патот во должина од 7 километри од крстосницата кај 20-тиот километар од страна на општина Штип. Наскоро ќе биде објавен нов оглас за доделување на локации во близина на така наречените влашки колиби. Водвил љубовен маратон е најновата представа која подготвува Штипскиот народен театар под режисерската палка на младиот Никола Ристов. Истовремено се подготвува и представата по дело на Максим Горки. Премиерата на првата представа ќе биде во текот на наредната недела. Втората ќе може да се гледа во септември. Дел од актерскиот ансамбл на Народниот театар во Штип, Виктор Арев, Марија Минчева, Елена Шорова и Ангелка Нашкова, периодов се ангажирани на подготвување на Водвил, комедија чие сценарио е напишано според делото на Нил Сајмон. Режисер е младиот штипјанец Никола Ристов. Тоа е проект кој што е од сопствени средства, од наши. Затоа немаме некои други стручни соработници. Самиот режисер Никола Ристов е и избор на музика, костими и сценографија, заедно со екипата. За Никола Ристов ова е втор пат да работи представа според дело на Нил Сајмон и истакна дека се одлучил за истата поттикнат од текстот, кој е со интересна, комична содржина, која ќе го привлече вниманието на публиката. Побудува многу интересни прашања за секој од нас, да кога ќе ја погледне представата, се запраша за некои одлуки што сме ги направиле во животот, за тоа како сме ги направиле тие одлуки, дали вредело и така натаму. Така што мислам дека публиката ќе има шанси да види многу интересна представа со одлична изведба од актерите, која што ќе ги наведе и да се насмеат и да уживаат, а во едно и малку да се запрашаат за некои нивни мислења и ставови врска со животот. Главниот лик Берни Кешман го толкува актерот Виктор Арев, кој рече дека е доста комично да се глуми овој лик, но и за публиката да го гледа и доживее, односно да се поистоветува со Берни. Значи, јас сум во ликот на Берни. Тоа е еден маж што пробува да ја изневери жена му за да доживее некои работи што ги нема почувствувано во животот и се среќава овде со три различни жени во три различни ситуации во оваа просторија и таа негова неспособност и неизживеаност изгледа доста смешно во тие обиди. Според тебе која е пораката што ја испракава представи твојот лик? Лично од мојот аспект гледано дека тоа што луѓето го имаат покрај себе треба повеќе да го ценат и тоа што ги прави среќни треба повеќе да го ценат, затоа што тоа мислам дека ја дава силата и моториката во животот. Една од девојките со кои Берни сака да ја изневери сопругата е Елейн Навацио, млада омажена жена која сака да избега од реалноста и во потрага по авантура доаѓа во неговиот стан. Елейн Навацио ја глуми прекрасната актерка Ангелка Нашкова. Потрагани по авантура и наидува на господинот Кешман, кој што всушност не е тоа што очекува таа. Дали на крајот ја добива таа сатисфакција што ја очекува? На крајот ќе оставиме на публиката да дојде да види, да дознае дали ја добива сатисфакцијата. Премиерата на представата Љубовен маратон публиката ќе може да ја гледа на 19 јули во 21 часот во рамките на 31-то издание на Штипско културно лето. Истовремено во Народниот театар се работи на уште еден проект, одобрен од страна на Министерството за култура. Режисер на представата која се работи по сценарио на дело на Максим Горки е Дејан Пројковски. Задоволство на публиката во Штип. После долг период, негде мислам дека 8 години, Дејан Пројковски повторно се враќа во Штипски театар. Ќе го работиме на дното од Максим Горки. Представата насловена како На дното, премиерно ќе може да се гледа во септември оваа година. Духовното чествување на Павловден во Виница со духовно воздигнување. Црквата во изградба Свети Лука, која треба да биде осветена на истоимениот празник, наскоро и со нова камбанарија. Чествувањето на Павловден со литија беше одбележено и пред параклисот посветен на Свети Павле. Со камен темелник на нова камбанарија, владиката Илариони и свештениците од Брегалничката епархија денес во Виница го чествуваа празникот на градот Павловден. Денеска на овој свечен празник, празник на градот, празник на Светата Црква Христова Апостолска,
поставивме и камен темелник за нова камбанарија, посветена на светиот апостол и евангелист Лука, на кој што е посветен овој храм. Инаку знаеме дека свети апостол Лука со свети апостол Павле заедно дојдеа во Македонија, во Филипи, кај првата жена христијанка Лидија, да проповедат и да го шират словото Христово, односно да ги христијанизира и запознаат со Христа и воскресението и македонците, од која што проповед и ние се получивме и примивме наука, односно го спознавме Христа, кој што ни дарува живот и вечност. Со еден свечен настан на ставање на камен темелник на камбанаријата на црквата во изградба посветена на светиот апостол Лука, завршува чествувањето на празникот на градот Виница. Со желба за здравје, среќа и живот им го честитам денешниот празник на сите наши собраници. Црквата Свети Лука, која се гради веќе неколку години, наскоро треба да биде официјално осветена. Владиката со апел до верниците да помогнат во внатрешното уредување. Пред параклисот Свети Павле на плоштадот во Виница се одржа и литија, а кумството со кршење погачи за здравје веќе 8 година е на фамилијата Дончеви. Павлов ден во Виница одбележан и со свечено признание за најдобриот млад научник во државата Михаела Ангелова, пофалници и парични награди за најдобрите во спортот, како и со подароци за стократните дарители на крв. Со признание за виничанката Михаела Ангелова, која неодамна го доби и националното признание за најдобар млад научник од Република Македонија, која со своите истражувачки проекти ангажирана надвор од државата, денес беше одбележена свечената седница на Советот на општина Виница. Не така одамна сите бевме пријатно изненадени и среќни што една млада наша сограѓанка е добитник на високото национално признание, на изберана за најдобар млад научник за 2015 година. Станува збор за Михаела Ангелова. Тоа е по вокација дипломиран инженер по електротехника, кој што во меѓувреме се стекнува со звањето доктор на науки по биоинформатика. Покрај Михаела, пофалници и ваучери од 5000 денари добија и клубови и поединци кои се истакнаа со повеќе национални пехари. Ракометниот клуб Тороспорт, освојувачите на купот во гимнастика, Димитри Спасов и Јана Николова, како и пинг-понгарот Васе Стојменовски. А пофалници имаше и за најдобриот полицаец и пожарникар. Освоив прво место на купот на државниот куп на Република Македонија во гимнастика. Со гимнастика се занимавам 4 години и најинтересно ми е тоа што не сум дома и не го лежувам цел ден дома. Оваа пофалница за мене од големо значење, бидејќи сум избран за полицаец на годината и ќе се трудиме понатаму да постигнеме подобри успеси и резултати. Градоначалникот Дончев и директорот на јавното предпријатие Солидарност Игор Спасовски со дарување крв ја одбележа и традиционалната крводарителна акција со која Виница практично на средината од 2016 година веќе го има натврдено планираниот број на крвни единици. Општинската организација на Црвен крст Виница заклучно со денешнава акција има околу 978, односно до сега го имаме натврдено планот со 200%. И мислам дека и во наредните две акции очекуваме рекордно, затоа што знаеме дека во летните месеци има поголем недостиг на крв за нашите болни. Покрај крводарување, Павловден беше повод за средба на стократните дарители, за кои општината обезбеди пригодни поклони во знак на благодарност на безрезервната хуманост и несебичност. Според Управата за хидрометеоролошки работи, во текот на утрешниот ден територијата на целата држава ќе биде зафатена со температури од жолта алертна фаза. Граѓаните треба да ги почитуваат општите препораки за заштита од високите температури, како што се заштита од директна сончева изложеност, избегнување престој на отворено во периодот од 11 до 17 часот, носење светла и лесна облека, консумирање лесна храна и течности, а особено да се внимава при подготовката и консумирањето на храната. На хронично болните лица се препорачува редовно да ја земаат препишаната терапија.
Речиси 1000 мигранти беа спасени вчера во 6 операции во Средоземното море. 4 лица беа пронајдени мртви во еден брод, соопшти италијанската крајбрежна стража. Од бродот каде биле пронајдени телата, спасени се 400 мигранти. Во 6 операции на околу 50 километри од либискиот брег се спасени над 900 луѓе, соопшти хуманитарната организација. Според МОМ во Италија меѓу 1 јануари и 3 јули оваа година во Средоземното море пристигнале над 67.000 мигранти. По сите надмени ликови на ептен јавни забивања во трката за нов британски премиер, победничка е ненаметливата работна машина која за време на целата кампања привлече најмалку внимание. Министерката за внатрешни работи Тереза Меј, 59 години, не е многу меѓународно позната, но отслужи 6 години на една од најтешките функции во Британија. Играше важна улога во создавањето на политиките против тероризмот, а сега ќе преземе и деликатни преговори за излез на Британија од Европската Унија. Тереза Меј денеска ќе стане 76-тиот британски премиер и втората жена во историјата на земјата на оваа функција, по Маргарет Тачер. Таа се покажа како челичен кандидат и успеа да се избори да го наследи Дејвид Камерон на чело на конзервативната партија. За време на кампањата за референдумот за излез од Европската Унија, Меј се држеше настрана и млако го поддржа отстранувањето на Европската Унија со само еден говор. Сега тоа се смета како разумен потек, за да не ја загуби поддршката од конзервативците, кои беа за излез од Европската Унија. Таа и завчера, кога стана лидерка на конзервативците, повтори дека Брекзит значи Брекзит и ние ќе го извадиме најдоброто за нас. Владата на председателот Барак Обама соопшти дека ќе обезбеди хуманитарна помош за уште 439 милиони долари за бегалците и другите погодини од војната во Сирија. Државниот секретар Џон Кери соопшти за дополнителната помош на прием во Стейт Департментот пред 10 дена. Со дополнителната сума, хуманитарната помош од САД за Сирија ќе биде 5,6 милиарди долари од почетокот на кризата. Со парите ќе се финансираат програми на Обединетите нации и други невладени организации во најмалку 6 држави: Сирија, Либан, Јордан, Турција, Ирак и Египет. Фудбалскиот клуб Брегалница во рамки на новата сезона вчера го одигра и вториот пријателски надпревар. Именно Штипските сини вчера во Скопје одигра пријателска средба со Шкупи, каде што средбата заврши без голови, со мала иницијатива на Шкупи во првото полувреме. Во сабота Брегалница во Штип со почеток од 18 часот на стадионот Бело Брдо ќе одиграат уште еден пријателски надпревар и тоа со второлигашот Вардар од Неготино. Фудбалскиот клуб Брегалница за новата сезона беше на 10-дневни подготовки во Пехчево, а по неколку одиграни пријателски средби, повторно ќе замине во Пехчево. Македонскиот шампион Вардар го загуби првиот надпревар од второто коло од квалификациите од Лигата на шампионите. На националната арена Филип II по успешен синок ќе беше хрватскиот првак Динамо Загреб со 2:1. Вардарци можат само да жалат што немаат позитивен резултат, особено што во 2 наврати ја погодија стативата и еднаш пречката. Првата шанса за промена на резултатот ја имаше Петар Петковски, но имаше слаба завршница. Динамо поведе по грешката на Немања Мијушковиќ во 21-та минута, а на 2:0 с големи Марко Рок пушти една лоша реакција на одбраната на Вардар. Петковски во финишот на првиот дел ја погоди стативата од голот на гостите. На почетокот на вториот дел, во 55-та минута, Хофкам Барџумјан успеа да го совлада голманот на Динамо и да намали на 1:2. И гостите еднаш ја погодија стативата по ударот на Анте Чурек. Вардар преку резервистот Обрегон уште еднаш го погоди дирекот од голот на Динамо во 82-та минута, а последната шанса за изедначување Вардар ја испушти во 90-та минута, кога по ударот на Дамир Којашевик топката заврши во пречката. Реванш дуелот се игра на 20 јули во арената во Загреб. Ова беа сите содржини предвидени за ова централно издание на Дневникот на Канал Плюс телевизија. Довидување до 23 часот.